Во петок започнува 32-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Општина Кочани ќе биде домаќин на голем број гости од државата и странство, а последните подготовки се во тек. Од општината истакнаа дека очекуваат голем број посетители и гости кои ќе уживаат во настаните, закажани од 29 септември до 1 октомври. Целата манифестација започнавме уште со изборот на жетварската убавица по електронски пат, но официјалниот дел започнува в петок на 29 септември во градскиот парк во 17 часот со музички настап на групата Кочанскиот бенд Номад. Понатаму продолжуваме во 19 часот со уличен театар и огнено шоу од страна на театарската група Фајертер, кронисување на жетварската убавица и отварање на манифестацијата. Манифестацијата завршува во недела во селото Мојанци, каде ќе започне жнењето и вршењето на гумно. Заедно со сите присутни, значи жетварските убавици, сите гости, делегациите, игрорните групи, сите заедно ќе одиме на нивата, а таму зажнејувањето ќе го врши Сдруженијето на пензионерите, членовите на Сдруженијето на пензионерите, кои што ќе ги кажат и благословите за жетвата, ќе го постават после жетвата и жетварскиот ручек, ќе го вкусат и останатите, ќе соберат жетвата и сите заедно се враќаме и го завршуваме и обичајот вршидба на гумно. Годинава граѓаните ќе имаат можност да научат како се подготвуваат специјалитети од ориз од врвни готвачи и да ги пробаат истите. Овде ќе имаме гости во боксовите, ќе имаме гости како што е Анита Ангелковска, суши шеф, која што на лице место ќе презентира како се изработува сушито и секако нашите посетители ќе можат да го вкусат сето тоа на лице место. Исто така овде во етно катче ќе ни биде и Глигор Мишов, готвач, кој што ќе на лице место ќе ни приготвува една комитска манџа, која што потекнува како рецепт потекнува од Осоговските планини. Во сабота на 31-ви ќе имаме презентација, надпревар и изложбени штандови од страна на нашите гости, тоа се ХОА од Скопје, УТП Ниш Србија и Сладки осмех Јагодина Србија. Со овие низа настани закажани за во Кочани продолжува да се негува традицијата во градот. Градоначалникот Љупчо Папазов упати повик до граѓаните да присуствуваат на настаните и да уживаат. Продолжуваме една традиција со која сакаме да го афирмираме оризопроизводството како стопанска дејност во општина Кочани, да се навратиме на традициите, историјата и културата на општина Кочани и во исто време да ги угостиме нашите пријатели од соседните општини, од збратимините градови и од соседните држави. Нека ова биде празник на општина Кочани, во исто време и празник на граѓаните, затоа ги повикувам сите граѓани на општина Кочани да се вклучат на соодветен начин. Сите 3 вечери во Кочани ќе има забавно уметничка програма, како и голем број промоции на книги во библиотеката Искра.